Ке сватат дека не е ова 90-ти, не се ова 90-ти години. Не се 2000-ти години. Добро, има ли одврзани раце Филипче да го прави? Како што знам ја, тој е избран на непосредни избори и со тој многу мал број на гласови во однос на некои Јас се претходни, сеќам, но е јас се сеќам кога влегов да. у таа партија, оперира со бројка од 125.000 членови. Као цела администрација да е. Со 16.000 со колку? Сега се доени на 7, не знам, ајде да кажеме по бројот кои гласа. Меѓутоа да го трнеме тоа на страна. Начинот на кој што избран, претпоставувам, него му остават некој простор и комоција дека он е на партиски избори, така. Само председателот, другите органи валјда се ги бират на конгресот. Значи само он, и ако тоа му остана добра комоција, нека се одмори малку, нека преспие, нека види што е како е, можеби кога ќе слегнат емоциите, можеби подобро ќе ги осогледате работите. Напишал професорот вака, некој друг напишал однака, прочитајте го тоа, не е ништо страшно, што повеќе коментари, критики ова прочитате, можеби ќе се извлече подобра полука. Јасно, но значи струите да извлечете, ако тоа ви е целта. Јас за жал не мислам дека актуелна раководна гарнитура во Социјалдемократскиот сојуз има таков капацитет. Мислам дека таму има многу луѓе кои со ништо не покажале дека може да водат така сериозна партија, како што беше некогаш Социјалдемократскиот сојуз. Но велам неблагодарно јас тоа од мојата позиција да го критикувам. Заради државата би сакал да има политичка сила во државата, СДСМ природно претендира кој тоа, која ќе биде, ако не на власт, тогаш сериозен коректор на однесувањето и критичар на политиките на владата. Тоа е нешто што и треба на државата. За добро на сите. Ке се издигнат. 29-30, може така? 29-30? Да. Ако нема меѓувреме предвремени избори? Не може, се тоа, нели, зошто би имало предвремени избори? Владеачката гарнитура може утре да пушти избори, имаат апсолутно мнозинство. Тие можат се сега. Да, значи не е проблем. Но зошто? Што би бил мотивот? Предвремени да има, пак ќе победат убеди. Тука нема дилема. Зошто да ја запра државата уште 6 месеци ако идат на предвремени избори? Зошто? Не им одговара. Ќе застане државата уште 6 месеци. Ние веќе изгубивме доволно време. Сега време за работа, луѓе. Јас само реков, моја предпоставка е, ако изврши притисок, мислам дека Влен ја нема силата за таков притисок, професоре. Предпоставка моја. Не знам како им се односите. 61 глас во собранието треба за да се распишат предвремени или било какви. Ама се прашува и опозицијата за тоа. Во секој случај. Апсолутно треба да има консензус. И ако гледаме опозицијата е таа која треба секогаш да бара предвремени избори и сето тоа, од тој аспект. Се не говориме на кое ниво е во моментот. Така е, но велам дека мислам дека ниту ВМРО, ниту Мицковски како претседател на партијата и премиер на државата, ниту владачката коалиција има потреба од предвремени избори, што би покажале дека стварно се најаки. Да, пак имат и стои. Отприлика овие резултати сега во некоја блиска иднина не може да се сменат. Како и да ги вртите, тие не може да се сменат. Може дури во една хипотетичка ситуација за заеднички настап, например, на ВМРО, знам или Влен, тоа да биде катаклизма за опозицијата. Еве да речем. Калкулираше Социјалдемократскиот сојуз со БЕСА, се сеќавате, не направи таков. Не, окей, еве не мора Влен да ја биде, но зошто не? Ама ете нека учат на грешките, еве. Тоа е, она што од практики, учете од практики. Така е. Кои биле, учете од практики. Да. И има многу поважна работа премиерот Мицковски во овој момент, по мене, сега ова е моје размислување. Мора да се одржи жив европскиот пат на државата. Тоа подразбира огромни напори на дипломатијата и лични негови, персонални, бидејќи очигледно дека она што доаѓа од Брисел е веќе, како да ви кажам, нешто што можеби веќе се назираат пукнатини во тој бриселски ѕид, кои не може да бидат веднаш, но може да бидат малку зад брегот и тој временски период мора да се искористи за вистинска работа, за вистински реформи. Ние мораме да го реформираме правосудството. Тоа е нешто што е услов за обстојување на ова, а не е лесно. И пазете, не е проблемот само во желбата или намерата на власт, туку и во начинот на кој Брисел тоа дали ќе ви дозволи? Ќе го дозволи.
ќе се обиде да го дозволи. Бидејќи Во извештајот го нацрта тоа. Го нацрта во извештајот Бишевац, финансиска независност бара поголема за правосудството. Чекайте малку. Еве ви пример. Сега со примерите разговараме. Вела дека имало притисоци врз судството. Албанија спроведе ветинг на нивните суди. На начин на кој Европската комисија беше против. Но Рама тоа го направи. Сега Албанија се гордее со правосудниот систем. Функционира многу подобро, бидејќи со ветингот се исчисти талогот, корумпираниот дел од системот. Тоа мора да се случи и овде. Дали некој ќе му се Тоа е трета власт, нели, што е викат независна и мора Но во кампањата беа најавени такви сериозни чекори во делот на правосудството, па затоа бела ама тоа не е најава, вети, тоа е нешто што е може да се случи да има пресуда од Страсбург. предуслов. Пресуда од Страсбург за член на судството за кој се тврди дека Страсбург ќе утврди или утврдил, ајде да не преудицирам, дека извршено политичко шиканирање. И затоа ви кажам, многу е суптилна темата. Премиерот 3 пати најавува, носи закони во собрание и не знам што. И гледате, не оди лесно. Лесно е можеби да го кажете тоа. Меѓутоа процесот да го направите на промена на тој систем е навистина тежок. Навистина, тоа може било полесно да се направи како Естонија на почетокот кога сте тргнале да бидете независна држава, отколку сега после 30 години оти прво најголема корупција. Според уставот Анастасовски, во уставот вели законодавната, извршната и судската власт меѓусебно се контролираат. Според она што го слушаме од политичарите, испаѓа дека судството е надвор од таа контрола. А понекогаш има впечаток дека напротив тие се под контрола на судството. Како го контролираше парламентот на времето? Во парламент се избираат судиите. Ако се има желба, ништо не е невозможно. Ако се сака, може да се направи тој процес, да биде не на штета на било кого, едноставно да профункционира. Парламентот ги избираше судиите и ќе ви дојде список во парламент на партиничката група, се бират судии во Радовиш и некои 3 имиња, сега го земам Радовиш како пример, и вие ги гледате и треба тие да нити ги знаете. Што перформанси имаат луѓето, колку добро работеле и какви одлуки носеле, каква е нивната ефикасност. Оти вие сте пратеник, ве ставиле на листа, ве избрале, кликате тамо копче зелено, црвено, жолто, не знам, таки беа на времето. И сега, ние си ја зимавме таа улога да носиме ние суд, кој да биде судија, а кој да не биде. Сега, Што е проблем во Америка, Сенатот гласа за одредени судии, таму има и други примери. Државата го Секоја земја треба да си најде модел како што ни одговара. Овој модел никако ама овде се процени дека тоа не е добар модел. Потоа се направи модел, филата најдобро сама да се бира. Верувајте, ја би сакал секојаш да биде моделот како што е на универзитетите, кога ја имаме автономијата и сами се бираме. Многу е подобар, многу е по, како да кажам, едноставен. Меѓутоа, притисокот кога бирате ректор или декани не е толку голем, отколку притисокот сега, и кога самите судии се бираат, колку е голем притисокот внатре. Лично вие што сметате, како треба да се реши овој процес? Ако успее политиката, поради своји лукративни причини секојаш и е многу важно да ја има политиката, говорам, или политичките елити да има контролата над судиите и не ги остава да сами одредуваат како да ја делат правдата, и затоа не имаме низ години наназад, затоа не критикуваат, тоа се повеќе и повеќе политички одлуки, отколку судски одлуки. За секој од авторитет кој се огрешил пред законите, или го пуштаме да си ја помине државата, или го ослободуваме, дури парламентот им го руши угледот со тоа што донесе. Имавме примери каде што се судеа поранешни министри, сега само двајца. Кој? И имаше повеќе сега. Се суема двајца, за двајца имаше пресуда. Сеќавате Миле, Јанакиевски и Значи биле политички пресуди според ова што го зборувате сега. Тоа сакав да ви кажам. Ќе се ослободиме ли од таквата, како да кажам, тој ментален склоп дека ние сега треба политички да судиме. Едноставно треба да создадеме услови да имаме судство, а меѓусебно властите да се контролираат меѓу себе. Мора таков некаков модел да се најде. Значи мораме да дојдеме во ситуација јас да му верувам на судот, односно на судијата персонално која ќе ја соопшти пресудата. Ама сега таа доверба е 2%, 0%. Да, тоа е најдобриот трепер. Тоа е најдобриот трепер. Да. Мораме системот да го направиме да функционира така, за да ја вратиме довербата во судството. Ама тоа подразбира
прочистување на судската крв, што велат старите. Значи, проверка на имотната состојба, на успешноста, на бројот на поништени или вратени пресуди. Да. Има критериуми кои може да се постават на хартија и врз основа на тоа да се направи тој ветинг. Па и не само тоа, одговорност за донесена судиска одлука. Имавме такви случаи во уставот на поранешната држава. Има и во такви примери. Ако може премиерот да одговара, ако може председателот импичмент да добие, ако можат сите да одговарат, можат барем и некои суди или делители на правда, ако не донеле одлука како да ја што треба. донесе конечната пресуда врз база на своето расудување. Оти тоа е главниот акт. Судијата, ме разбирате? Судијата да каже ово е винове или не. Па да може јавноста да ика по судијата. Овде се остава печат дека политичарите му ја наметнуваат, не поротата или како што треба да биде. Оти на крајот еве автономноста како професор. Јас ја ставам оценката. Не може ни премиер, да се добијате на независност судиите, меѓутоа и судиите да не ја злоупотребуваат позицијата. Тоа ми е зборот. Бидејќи тоа се зборува сите овие изминати децении, дека имало некакви пологи, бизнис притисоци, не знам, политички. Имаме случај на пресуда против судија на Врховен, мислам дека беше. Добро, тоа са кокичења се тоа, значи не може само ни еден пример. Треба да ги потенцираме. Треба да се потенцира. Не е тоа мал чекор. Може би казната и начинот на кој тоа е изведено под некакво влијание дефинитивно на политиката е премала. Јас, на пример, мислам дека такви примери судија на Врховен суд кој прима мито не може да биде осуден 3 години. 30 години ќе биде осуден. Ама кој го осудил? Па затоа ви велам, јас ви велам како треба да е. Тој е осуден 3, а другиот што му помагаше дури... Добро, сега да не разгледаме. Ама не, тоа е Саркози осуден се Тоа е суштината. Со промените на членот од Кривичниот законник, во парламентот донесено... Здружувањето не се казва. Злостоничко здружување не се казва. Тие си ги немалија казните за едните судења. Како тоа така? Да не ме разберете повеќе, автономијата на судијата да ја донесе сам пресудата врз база на тие факти кои ги добива. Ако тоа го оставиме, јас само го споредувам со мене како професор. Абе не може никој да ми влијае. Ти ставам 6-ка, 5-ка, 0, 3-ка, 2-ка, 8-ца. Оти ја така одлучувам. Сметате дека треба овој процес самите суди и обвинители да го направат? Апсолутно. Тие се избираат сега сами. Процесот на избор им е оставен сами да се зборуваме да расчистат со тие што сметаат дека им го рушат рейтингот. Тоа е најголемата забелешка што јас ја имам генерално и за судската фела, и за обвинителската, и да не забораваме. Трет сегмент во целава оваа приказна се адвокатите, бранителите. Тие се дел од овој систем за кој многумина ќе ви кажа дека е сериозно корумпиран за одредени. Ама тој е ова се пак луѓе кои земаат од буџетот, нели, ги од државата и треба да пресудат. Но пристапот, јас ќе ти обезбедам кај судијата подлага казна за толку пари. А што правиме со измените на законот, Кривичниот законник беше споменат во последниот извештај, некој вела дека ова е најлош извештај во последните 10 години. 18-19 извештаи имаме, така? Во видите. Овде Ама секоја година поред го споменуваат овој фамозен кривичен законник. Ама затоа збориме дека она што треба премиерот Мицковски, ВМРО ДПМН како неголема партија во коалицијата, знам како коалицијски партнери, Влен како поголемите коалиции. Она што треба да го направат и да тргнат да работат. Ке треба нов кривичен закон. Јасно е тоа, ше готово, нема тука разговор дали сакате или не сакате. Тоа мора да се направи. Без оглед на евентуално можните обструкции дои преку баднитери мнозинството кој треба да се обезбедува. Но доколку Дуј сака да биде вистински играч на политичката сцена. Мислите против Еукида Дуј, бидејќи тие цело време збораат дека... Ама тоа ми е Муаметов. Затоа тие ќе мора да внимаваат каде ќе го користат тој механизам. Ќе мора да внимаваат бидејќи ќе ги загубат позициите кои и онака веќе почнуваат да тонат полека, но сигурно, ако продолжат на истиот начин да функционираат, тоа е неизбежно. Може би Али Ахмети ќе преживее, но она што е гарнитурата околу него сериозно ќе биде сменета. Да. Затоа е нешто што мора да го направи. Ајде сега малку околу она што е еден од главните услови, меѓу другото, уставните измени. Како очекувате да се спроведе овој процес?
Бидејќи Ја лично, Урсула значи, пред некој говорам- време беше тука и не знам сега не сме видели од дворот на владата дали е негде топката, ама Вака, таму вика јас дека е. лично многу посакувам како човек кој работи во делот на образованието, науката и има многу контакти со колеги од надвор и универзитети, јас лично би сакал ние што поскоро да бидеме дел од Европска унија и од тој глобален заеднички европски систем. Кој е денеска гледаме почнуваат и младите веќе во последните анкети да се сомневаат. Меѓутоа, од една страна се сомневаат, а од друга страна викаат 68% сакаме пак да заминеме во тој европски вредносен систем. И сега, затоа говорам ова од личен аспект. Меѓутоа, кога ќе го земете примерот дека државата со години правеше исчекори на тој европски пат, ама да бидеме на чисто, ги правеше секогаш владите на СДСМ. Владата на ВМРО или владите на ВМРО ретко, односно не сакаат или не сакаат поради XY причини да влагаат во такви тешки политички одлуки за да не го губат Ваш рейтингот. личен став, Так. професоре. Так. Зошто кога се потпиша договорот за добрососедство со Бугарија, имаше потреба да се потпишат и два протокола во кој што едниот во вториот така за уставните измени, нешто што е надвор од договорот, едноставно сега Македонија има преземено премногу обврски на свој грб. Не гледам дека нешто од другата страна, дури да ви кажам искрено, не ми звучи воопшто достоинствено да мораме сега ние учебниците по историја да им ги праќаме во Софија па да не ги рецензираат. Мислам, не знам што да кажам. Ај вака, како дел познавач на тие прилики, ја и понатака се сомневам дека договорот за добрососедство е чисто бугарско некое масло, туку позади тоа стои Европска унија као гарант за цело време. И Европска унија да сака да биде коректна во тој дел, там може многу лесно да ја дисциплинира соседната Република Бугарија и процесите на политички начин да се решат и ние да бидеме дел од тоа. Ни го наметна овој ајде да кажам процес дополнителен, каде што владата на Заев многу лесно го прифати после она што се случи со Преспанскиот договор, каде што бевме наградени единствено со НАТО, војна алијанса, да се разбереме, тоа е сосема поинаков систем, безбедносен, ова е нешто поинаков систем, каде што ние реално како држава Ама името ни беше услов за ЕУ, испадна само за НАТО. Како го менаџирале, тоа ја не можам да навлезам. Од тоа требаше да извлечеме поуки дека и тука бевме изиграни. И се понатак мораше да Па се не игра... доветни ли сме ние па да бидеме изиграни? Ако ни доаѓаше Ангела Меркел на сред Скопје, Макрон ни пушташе пораки европските бирократи и дипломати се дека спремни ако се го да смениме направат. името, ние ќе влеземе во ЕУ, не влеговме. По чија вина сега? По нивна вина или по наша вина? Која е основната порака кога политичарите ветуваат нешто? Многу лесно ги даваат Или е лесно кај ветувањата, нас секој што и ќе тие дојде, бидат само ние ќе прифатени, попуштаме, да овие бидат уште еднаш ќе прифатени попуштат. за И сега повторно ќе попуштат. До кога? Не, сега, вака сега. Ако мене ме прашувате, јас сум убеден дека оваа гарнитура политичка нема да попушти. И таа нема да го промени уставот. Ја сум сигурен. Под овие услови апсолутно. Јас сум сигурен. Апсолутно. Меѓутоа, она Ако им ќе дадат го загрози, гаранции? ќе го загрози европскиот пат, еве ги, европските бирократи не менуваат реторика. На секое видување, на секоја средба, имаме млад, а искусен министер за надворешни работи, да бидам реален, и во една прилика разговара со него, ќе имаш многу тешка задача. Она што европската бирократија ќе те притиска сериозно, визави твоето членство. Внимавајте, твоето членство. Другите би го поддржале процесот се со цел да влеземе таму. Меѓутоа, твоето членство и гласачите ќе биде многу тешко ти да ги одбраниш таквите одлуки. И сосема сум свесен за тоа. И затоа ВМРО ќе се одлучи на чекор тоа да не го прави, оти свесен дека тоа го направи ќе изгуби од огромен дел на поддржувачите. Пораката до јавност е дека бараме гаранции. Еве ќе им дадат гаранции. Ако не ги испочитуваат, вака, гаранции. Не па е и Заев даде гаранции кај Иванов, па доби мандат, па видовме што се случи. Видете вака, не купувате шпорет или фрижидер горење, па ќе ви дадеме 3 години гаранции плюс 2 идите на интернет, зголемите гаранцијата. Нема гаранции. Да се разбереме. Единствена, според мене, можно решение е на такво нешто. На денот она кога не си веруваме еден друг да ги размениме листовите. На денот на потпишување ние во Европска унија.
и да го завршиме тоа. Не разбира, тоа е како брз ефект. Тоа е нешто што Бугарија не го прифаќа. Зошто? Како брз ефект. Нема како да ви даеме гаранција? Што да ни дадат гаранција? Ве кажете што? Потпишете го, па што ќе ви гарантираат? Што да може да ни гарантираат европските бюрократи? Апсолутно ништо. Значи да, Или на збор. Тие може се да ви кажат. На збор, Значи ова е тоа сега за дефинитивно. внатрешна употреба, значи владата нема да добие гаранција од никого, иако Кошта зборуваше таму дека нешто може да се направи. Полека. Полека. Значи тоа сигурно не се работи за ќе ви потпишеме писмо со Сутилно е, не е едноставно. Излажено Убаво сме вика неколку Анастасовски, пати. гаранцијата е примете не во ЕУ, па ќе правиме што ќе правиме. Гаранција може да биде и потек на Бугарија со кој ќе го признае, да речеме, постојањето на македонците во... Се шегуваш? Па треба да си ги поништат оние резолуции од Бугарското собрание. Биде да ти кажам. Јас сум повеќе да ги размениме веднаш документите. Дај ми брз прием, еве го ова. Јас сум повеќе за тоа. Сваќам дека тоа е еден, ама тоа е веќе одбиено, нели? Сега се одбива. Но а како мислите вие да очекувате сега да повторно да дојдете во ситуација да им верувате на збор и на Германија, и на Франција, и на Бугарија? Не е проблемот во тоа. Проблемот е во тоа што другата страна нема ништо да прифати. Мицковски и ВМРО ДПМН ги добија парламентарните избори на позицијата дека нема промени во уставот доколку не добијат добиеме гаранции. гаранции. Ама ништо пренема од тие гаранции. Не смеат, професоре, да се тргнат од таа теза доколку сакаат да бидат... Обстојуваат на Ако таа. сакаат да бидат сериозен политички фактор во оваа држава. Уште едно капитулирање Ама практично. внимавајте, тоа ќе им биде проблем со партнерите во албанскиот кампус како утре како барање на коалиционен партнер, верувајте. Не е спорно. Притисокот ќе се зголемува од таа страна. Не е тоа спорно. Нив ќе им биде проблем. Но ние се најдовме во ситуација каде што и Ципрас јасно веде. И грците признаа дека доколку не го потпишевме, по некое време ќе моравме да, поради војната во Украина, ќе моравме да ја примиме Македонија како што таа сака во НАТО. И тоа ќе се случи. Значи, зависи како ќе се развиваат стратешки односи и во Европа, бидејќи и таму треба реформи. Европа е во серија. Да го трнат ветото. Да го трнат ветото, Сега, може тие бараат начин да функционираат. Тоа се реформите на Макрон, што ги бараш. Можеме ли да заклучиме бидејќи сме пред крајот на емисијата? Гаранции нас никој нема да ни даде. Тоа е факт. Ние Кој сме ќе ни даде гаранцијата, гаранции? Бети. Кошта? Значи, ние Ке сме него кабинет ке гаранцијата. седне и ке ни напише гаранции. А Таму што се гласа гаранции? со Ама кој да ви даде? Ама Не немаш- постои нема- тако нешто во ова. Што ќе Не ни е тоа гарантира? гаранцијата. Гаранцијата не вели... Само брз влез, нема гаранција, само брз влез. Ние постепено на подготвеност за членство во Европската унија сме пред Албанија. Хрватска, Словенија, уште го водат процесот Тоа е со... процес, тоа не е второ. Заборавате дека сега Европската унија одеднаш вели дека се направили сериозни реформи во Молдавија и Украина кои го забрзуваат нивниот европски пат. Ајде, молим те. Значи, прашањето на Украина очигледно е стратешко прашање за Европа и таму без оглед како функционира тој систем и таа држава во овој момент. Ако е тоа интерес на Европа, преку ноќ ќе биде примена. И се спомна такво нешто за тоа е Украина. тоа, значи Гледате нема... како- Ако сакат политички ќе не внесат Тоа се тие веднаш. двојни стандарди, против кои не можеме ние да се бориме на начин на кој очекуваат луѓето да се бориме. Но тоа ќе не е има изговор, Европска унија, тоа двојни не. се стандардите, не викам јас не. Меѓутоа ние сме се доведеле таква е политиката. неколку децении назад Таква е постојано политиката нешто на Европската да унија. правиме концесии. Една смени устав, смени заради знаме, па друг пат заради, значи од нас се научени дека ние сме тие послабиот фактора. Зошто? Затоа што никош не сме биле единствени. Ама мора, Не вака, сме ај се биле, не вака, сме вака, биле. ама треба да тргнеме Кажи ми од кога, основата. потсети ме. Не, Знаете како еден околу дипломат- европската идеја сите во оваа држава се генерално од почетокот. Добро, ја Еден зашто дипломат, тоа знаете како ми рече? Абе зашто ова, зашто она, зашто, знаеш, седиме таму во Страсбург, зашто? Добро ви кај вак, едноставно. Вие аплициравте. Вие барате да бидете дел од европско семејство, да. И се, знаете како? Ти вика ова, ама ги исполнуваме копенхагенски критерии, ги правиме реформите, правиме се и одеднаш ќе ти стават тоа се све политички. Апсолутно. Другите ги правеле владите. Не, ние низ сето го отварам ова како Политичките- дилема само заради тоа што Меѓутоа, сакам да ако го дознам испуштиме што е тоа возот, што ние би можеле дали да направиме. 29-та со новите членки да не се случи нешто ново. Да не испаднат некои нови пак договори, некои нови барања. Ја мислам дека ние треба да имаме посериозен ментор. Дури би бил, ајде, дециден дека Грција треба да биде наш ментор, со кој... зашто се ова, да, се зачудите зашто е тоа така.
Хрватска имала Не секојаш сум ментор. зачудена, Бугарите чекам имаат одговори, ментор. чекам нешто Грција инвентивно. како наш сосед, без оглед, го направивме тоа што го направивме. Треба да притиска многу подсврсто, оти таа е сепак постара членка на Европската унија визави Бугарија или овие другите сега што Да притиска Грција да не ги бидеме направиме ние уставните измени, членка- прво да влеземе во ЕУ, па после да го правиме верувате, тоа. Тоа го Ајде, правеше и добро. Германија за Хрватска. Многу оти спорот Хрватска, Словенија се уште трае, ама менторот беше Аплицирате за магистарски труд или за докторат, мора да најдете ментор добар. Менторот е многу важен. Верувате. Ние сега идеме Само да не го погрешиме менторот, тоа ми е сега. Сега, видите, затоа е дипломатијата, затоа се тие вештини, затоа Тоа- е дипломатијата. Тоа менторство на вистина, јас исто мислам дека е од клучно важно. Многу Може би не се значајно, согласувам дека верувате. Грција, иако географски ни е најблиску, тоа не е спорно, но со самиот факт што се уште грчкиот парламент нема ратификувано некои работи предвидени и напишани во Преспанскиот Ти договор, немате би кажува табли, дека таа променети политика ништо, уште се скопи дека сето тоа. Таму таа резерва кон Македонија Мора да ги разубедуваме. Мора да ги Океј, разубедуваме. И океј. тоа е улогата на Тоа е нашата задачата на дипломатијата, окей, но Мора да ги фактичката разубедуваме. состојба е ова што ја зборам. Дека таа резерва постои. Не мислам дека однесувањето на Софија е случајно и дека на Бугарија и текнало тоа сама да го прави. Јас сум убеден. Мислам дека туку малку поширока приказната и мислам дека сето тоа беше поттикнато од проблемите Стритно, едноставно не се задоволни од начинот на кој што сите овде се дозволуваат да се однесуваат спрема македонците на ваков или онаков начин. Како да го промениме тоа? Да, Тука е клучот, сега они се однесуваат како ние да го промениме. А ние ќе треба да промениме, да тргнеме од себе И во тие секој се промени. зема за право овде кога го поништува идентитетот, па вие немате Така е, историја, тоа е вие немате. целата работа. Апсолутно не е точно и ве молам, барам навистина една голема трезвеност од нашите политичари да го решат ова како знаат. Бидејќи тоа им е работа во крајна линија. Во крајна линија тоа им Да, е да не не го само пречекуваме, работа, тие луѓе не се паднати им, тие се родени во оваа држава, тие се Ги избрале нашите им дале граѓани. задача, им дале Зашто и како секој друг народ и ние македонците сакаме да си го живееме достоинствено животот и претпоставувам дека и заслужуваме да бидеме во живеете Европската како унија. слободен Да. човек и достоинствено или живеете како роб и послушник. Го знаете кластерот еден темелни вредности, 786 милиони неповратни средства, од кои 58 милиони ви ги даваат Да, веднаш. па во тоа момент. велам, да си го најдат решението, сите заедно. Не мора ни кредити, ни ништо да барат. Во интерес. Тука, меѓутоа ви бараат за тие пари, тоа треба да направите, тоа некој стандард. Мора да го почитувате тој стандард. Така е. Имаме навистина што да зборуваме на оваа тема, во една од следните емисии веројатно ќе имаме и зашто поконкретно можеби да зборуваме. Ви благодарам многу, почитувани вам што не следите, останете со канал 5. Пријатно.